секој со мозок му е јасно дека голема неправда специфично на македонскиот народ му е нанесена. Кога и да видам Северна, не е тоа со мозок јас го конципирам и Притисок те фаќа. не, туку Без. Истинскиот македонизам е во суштина космополитски. Нај погрешната работа што може сега да се случи на македонскиот народ е да завлези во некаков мислам крајно затупен етнонационализам кај што сите други ги прогласува за непријатели. не е прашање ние дали ќе ги прогласиме или нема да ги прогласиме. Они више се наши непријатели. Мислам дека македонската нација е нецелосна, некомплетна. Зошто нема ни еден човек, еве им ги наоѓаат старите твитови во СДСМ што нема или српско или влашко потекло. Ја мислам, ги наоѓаме. Не можам да ги поднесам овие етно поделби. Ти велиш врхушката на СДС е создадена од не знам не е создадена. Власти Срби не е. Не е создадена. Јас викам е создадена од како се владачката каста Југославија. Што без разлика на етничкото потекло, со години беа филтрирани најголемите полтрони према врвот. Е култивирана домашна владеачка класа, кои што се такви полтрони како што го опишуваш. Меѓутоа се диспропорционално Срби, каде што има Срби како малцинство и Власи каде што има Власи како малцинство. Сега, вака, само да се доискажам, за да продолжиме, сакам да ти ја представам мојата концепција на државата. Не само државата, и други институции во општеството. Црквата, рецимо, или било која верска организација. Економските организации, конкретно фирмите, стопански комори, синдикати, како задруги, било кој по секој облик, од семејниот бизнис до Apple Incorporated, сите се они епифеномен на човекот. Епифеномен. Без човекот тие не постојат. И сега да не навлагаме у филозофиите зашто постои човекот. Човекот да не навлагаме у филозофиите на строго материјално ниво, човекот постои за да се размножува. Како биолошко битие. Ние сме на оваа земја ставени, имаме раце, нозе, сите потребни органи за да оставиме потомство. Се што ние правиме е епифеномен на оставувањето потомство. Не само ние. Целокупниот жив свет. Секоја тревка, секоја бубачка, све сака да живее и да остави потомство. Јас ги гледам сите институции на општеството како средства со кои што луѓето, како поединци или како групи, овозможуваат сопствената репродукција, односно екзистенција како биолошки битија. Што ни треба нас како биолошки битија? Ни треба пристап до партнери за размножување, ни треба пристап до ресурси како би се прехраниле себе и своите деца, ни треба пристап до една заедница како би преживеале, ни еден човек не е волк, односно има homo homini lupus est, ама ни еден човек не е остров. Еве ги вците, ние сме вците од бојкотирам. Да. Значи ние треба да припаднеме у заедницата. Ние треба. Со таа цел се создадени сиве овие институции на најматеријално, најовакво ниво. Што можем да без да навлегуваме у тешките филозофии. Добро. Ајде да речем дека не мора држава за тоа да постои, ама ајде завршите мислата. Апсолутно е потребно. Затоа што луѓето се размножувале поголем дел од својата еволуција без држава отколку со држава. Дали сме сигурни за таа работа? Пошто ние ги гледаме почетоците на државноста дури и кај шимпанзите и горилата. Да, не знам, да не навлегуваме толку широко. Во однесувањето, значи на едно шимпанзо, шимпанзите не се како нас. Ние сме релативно моногамни битија, они се релативно полигамни битија. Што се случува кај шимпанзите? Во групата шимпанзи има алфа мажјак и он има негова банда и он и неговата банда се
сопственици на територијата и на сите женки. И кога доаѓа времето за парење, доминантните мажјаци ќе ги истераат поситните мажјаци и ќе се парат со сите женки. И тоа е Добро, но тоа е племе, значи не е држава. Тоа е племе, меѓутоа едно племе има државен апарат. Има поглавица, има врач, има... Јас би рекол има хиерархија, значи не може да збораме за држава Тоа е ако држава само на постои Сторитус. хиерархија. Значи држава во принцип на да речеме еден апарат кој што гарантира дека граѓаните на таа држава ќе имат некакви, како ти кажем, сет на права и одговорности, така, за кои што му се доделуваат нив, за да можат тие да живеат во таа држава. Значи, самото постојање на хиерархија, јас би рекол дека не е држава. Држава е место кај што има правила, ме разбираш? Да. Значи правила кои што Да. не се подложни на лунките на владетелот, ме разбираш? Значи зато викаме дека модерните држави, Ќе се навратам на ова што го реков претходно. Зошто јас не навлегувам у правните детали? Затоа што сваќам дека реално гледано правото е волјата на владетелот у енормна мера. Значи, концепцијата на државата како гарантор за правата, како гарантор за правилата е концепција за доцната држава. Модерна, не модерна, ја би рекол модерната држава више не функционира како гарантор на правата. Ја не се осеќам дека моите права се гарантирани тука во Република Македонија. Имаме Добро, ама затоа што во ти беше Република- нанесена неправда. А иначе, не само например, тоа, не, еве За твоите права во Америка нема проблем, гарантирани се. Твоите права во не знам. Во Америка конкретно имаат сега проблем со нешто што Сем Франсис го има наречено анархотиранија. Ситуација кај што државата е мачија за поштениот граѓанин, а анархија за криминалецот. Значи имаме ситуација каде што во Америка се краде и се убива и се тепа и се права свашта без при тоа полицијата да смее да сусне. Нели го има тоа движењето Black Lives Matter у Америка. Каде што, значи, ако случајно полицаец чепне црнец, макар и црнецот пробал да му го украде пиштолот на полицаецот, како што беше предимензиониран. како Така што да се беше карактеризира како што ситуацијата. беше случај со Майкл Браун таму во Фергусон, во Мисури. Еве диаспората ќе знае, ќе се снајде Така. кај е тоа. Они сега се случува ситуацијата, полицијата више не иде у црнечките мала. Значи таму се Предимензиониране е таквата проценка е предимензиониране. не е Сега, предимензионирање. Да не оиме таму. Еве- Значи, еве не пример. е тоа битно за нас, Еве така? се па е битно. Ако ја концепираме државата како гарантор на правилата. Ама добро, не ја концепираме. Ние гледам, земаме предпоставка дека тоа е дефиницијата на модерната држава. Без разлика, значи Ја не се слагам со тоа. Во различни нивоа на Јас ќе ја успешност. земам што ја викаме ситната и воедно најопширната дефиниција на држава како територијален монополист на природа, на принуда. Значи што значи тоа? Некој си јак батка, може да се вика цар, може да се вика књаз, он и неговата банда, под претпоставка дека има банда, ја завземале контролата врз известна територија, на таа територија живеат луѓе и он со цел да ги даночи, затоа што он сака пари, сака да зема данок од овие што живеат, он им гарантира известни правила на игра, затоа што луѓето вереат кога имаш стабилни правила на игра, кога е животот неизвесен, кога имаш ти анархија. Или кога имаш Несигурност. тиранија, кога имаш било каква несигурност, луѓето не виреат, не работат добро. Да имаш ти успешна фирма, предуслов на имање успешна фирма е никој не доаѓа да те оплячка. Никој не доаѓа да те измами. Не доаѓа никој да ти мава шамари, да ти ги краде. За ти да имаш, еве рецимо, предуслов да имаш деца, треба, значи никој нема да дојде да ти ја украде жената. Добро, значи твојата дефиниција е Значи државата беневолентна монархија фактички. Империја. не мора да биде империја. Не мора. Еве може да биде република, како што функционирало во Стар Дубровник. Може да биде и Америка пред
извесен период на дегенерација. Добро, чекај само, република тука имаш репрезентација на народот, така? Не мора да значи. Еве, имаме многу примери низ историјата на олигархиски републики или аристократски републики, каде што имаш владеачка класа од 5%, 10%, они владеат. Ама пошто нема еден цар и еден књаз, имаш ротационен књаз, како на пример кнезот на Дубровачка република, ректор на латински, бил биран со мандат од 1 година. Од големците на град Дубровник. Венецијанскиот дужд не ми текнува конкретно колкав му беше мандатот, ама пак биран со ограничен мандат од големците на градот. Така што република нема и дури Америка како што е конципирана во 1776 е конципирана како мање више аристократска република. Значи за ти да имаш право на глас во Америка треба да бидеш бел маж што поседува имот, земја. И тоа е рецимо концепција на една држава како Мислам дека- акционерско друштво. Го нема тоа бел маж, али да, треба Да, поседуваш- белец, мора да си белец, немало за црнци, морало да си маж, значи тоа за жени не немало. робови се разбира, Да, ама нити индијанците значи имале немало глас. таму стипулирано дека треба да бидеш белец. Стимулирано е. White men of good character. Не, мен само пише. Property owning white men of good character. Немало. Имало Америка е конципирана на почетокот и како расно ексклузивна држава. Забранета била имиграција на црнци плюс после е забрането и увоз на црнци као робови. Индијанците не се рачунани за граѓани. Добро, И значи до извесен значи, период се забранувала имиграција и на азици. Да се вратиме После- на после да се се вратиме слушани на она што тие- не боли нас. Да. Значи сега ти според тоа што го кажеме до Значи, сега, мене ми се чини дека ти мислиш дека постои разбирајќи ја беневолентна државата, класа, елита разбирајќи ја државата како средство за очувување на биолошките интереси на човекот како биолошко битие. Јас имам интерес јас да имам успех како биолошко битие, да имам потомство, да имам деца. Така. И не само јас да имам деца, тоа е лесно. Финтата е децата твои да направат деца. И децата нивни да направат своји деца. И така, како што вика Библијата, плодете се, намножете, наполнете ја целата земја. Добро, Како ќе го постигнеме тоа? Океј. ама поентата ми е дека нема ова врска со државата. Како нема врска? Нема врска. Еве сега ти кажам. Не, зашто нема врска. ова има голема врска. Само да ти ја ова, направам ова е поента. интересот, Значи, ова е Зошто универзализација. Зошто мислам дека нема врска со државата? Добро. Затоа што значи некој ќе се размножува. Добро. Значи не е битно кој ќе се значи во Како не е битно кој? значи во големата шема на работите не е битно кој ќе се размножува, Па битно јас е не ти некој зборам да за се, големата. битно е некој да се размножува. Значи дури и кај што има отсуство на држава, кај што има отсуство на правила, кај што има отсуство на левијатан држава која што гарантира твојата безбедност, како се вика, на твојата Добро, фамилија, на добро, твоите добро. деца, значи ќе дојде некој посилен, ќе те убие тебе и твоите деца, ќе ти земи жената и тој ќе се размножи. Добро. Значи тоа е во принцип животот, Ама чекај. човековата раса нема потреба од држава. Јас не Значи, навијам за човечката раса- продолжението на човечката некако раса. ќе продолжи. Јас не навијам за човечката раса. Ја навијам за мене. Абе добро, не е битно, ама Како не е битно? ама во ситуација, значи природата не сега природата те- не се секира за твојо Јас речиво, се секирам. за твојот опстанок. Како не се секира Туку природата има воспоставено механизам да опстани тој што е најспремен да опстани. И Добро. затоа сега јас би рекол дека државата не е тука за тоа да го обезбеди, туку државата е тука за тоа да го за да го дифузира правилото дека само најсилниот и најспособниот ќе опстани. Значи државата е Значи тука да ти се гарантира. залагаш за еугеник. Не се залагам за Евгенија. Па тоа е најсилниот и најспособниот да Не, опстане. зборам дека во отсуство на држава, секако најсилниот и најспособниот Добро. ќе опстане. Океј, значи немаш потреба од држава за човечката раса да продолжи. Нема потреба од држава. Сега што прави државата? Петар, државата. јас не ти зборувам за човечката раса, ја ти зборам за мене, ја ти зборам за тебе. Абе добро, значи еве и
еве така да зборам. Има разлика, пази. Тебе ти треба државата. Пошто- Затоа што ти не си објективно, на пример, најсилниот во тоата средина и ти во отсуство на државата ќе беше некако природата ќе те одселектираше. Како тие шимпанзите што ги бркаат. Ќе те одселектираше Добро, природата, разбираш? да. Сега државата е тука да речи, чекај сега, не можат само најсилните да преживеат. Добро. Значи сега треба значи државата гарантира дека ти, иако не си најсилен во твојата околина, значи имаш некаков имаш шанса. некаква не шанса, имаш некаква корисност, може некако твојот ментален, физички, иако не е најоптималниот и најсилниот, значи може некако да се искористи. И така се гради цивилизација. Цивилизација се гради со тоа што се гарантира во некоја смисла израмнување на playing fieldот на она чистата еволутивна да речеме напредок на најспособниот. И тоа е, и мислам дека тука може да се сложиме дека тоа е поентата на модерната држава. Така, значи модерната држава е направена за да има, не знам, безбедносна мрежа за било кој. Значи, еве и во твојот случај, и беневолентниот монарх што има репресивен апарат во смисла на кралевата гарда, пример. Добро. Така, значи што прави кралевата гарда? Го штити кој се вика селанецот кој нема време да се вооружа и да се тепа и да се тренира за да си ги штити своите ниви, го штити од бандите што ако во отсуство на кралевата гарда ќе влезе и ќе го уништеа, како се вика. Во отсуство на кралевата гарда ти воопште нема да имаш селанец, како рецимо некој земјоделец кој што седнал да се бави со земјоделие. Така. Значи нема да имаш таа единка што не е директно заинтересирана со својот еволутивен фитнес да ги победи сите други. Тоа е селанецот. Селанецот не сака да ги победи сите други. Не е прашање на еволутивен фитнес, затоа што селанецот не може без кралот, ама не може нити кралот без селанецот. Пошто што му е работа на царот него? Он му е работа да царува. А царувањето се состои од две работи. Значи средновековниот крал е концепиран како гарантор на безбедноста и врховен судија. Еве, тоа е на пример голема критика што имаме спрема модерниот облик на држава, дека претерува со законодавство и ја има заборавено својата улога како толкувач на вечните закони. Тие што се испишани, природното право во либералната концепција. Кралот ретко кога носел закони во средновековниот период. Дури он носел појаснувања, кои што ги носел реактивно. Доаѓаат селаните со спор или доаѓа некој обвинет е за кривично дело и кралот ќе го појасни законот во своје својство како врховен судија и полицаец. Он е гарантор на безбедноста и гарантор на правдата. Друго беше муабетот. Значи, не е толку проста работата како селанецот е еволутивно неадаптивен. Пошто ако више збориме од аспект на еволуција, од аспект на биологија, ако е нешто неадаптивно, се поставя прашањето, па зошто го има денеска? Зошто еволуцијата, која што трае милиони и милиони години, го нема отфрлено овој конкретен генотип и тој конкретен фенотип произведен од тие гени. Зошто постојат луѓе? Затоа што има еволутивна предност. Значи, ама која е еволутивната предност? Јас би рекол дека организацијата на единките во општество и ултимативно во држава има, значи тоа почна про племе, па фамилија, па племе, па општество, па држава, значи тоа има еволутивна предност. Кога значи ти не мораш значи меѓутоа нели ти е чудно дека еден земјоделец не преживува, еден крал не преживува, еден трговец не преживува, еден поп не преживува. Ама собери ги на купче земјоделецот, јаргатот, и царот, и џандарот, и попот, и не знам, локалната проститутка, и они преживуваат, и тоа е една банда, тоа е една значи тие тоа е сами едно по себе, село. селанецот сам по себе нема да биде селанец, кралот сам по себе нема да биде селанец. Сите ќе бидат тие единки на некој, да речеме, ниво. И сад дури кога ќе се соберат, дури тоа ќе биде. Она што сакам да ти го мора да представам, имаме крал, мора да имаме полицаец, мора да имаме проститутка, не разбираш. Ти сакам да ти го представам е дека човекот во функционална смисла не сме ние функционални како индивидуи. Ние сме функционални
како групи. Има една стара викторијанска концепција за општеството као кошница, која што води до вец. Човекот е пола мајмун, пола свиња, пола пчела. Ние имаш вишок пола. Да, малце е како затоа е вец. Затоа е вец. Добро. Затоа што ние сме физиолошки многу слични со свињите, ама најблиски еволуциони се нели мајмуните. А зошто пчелите? Затоа што еден човек е како една пчела. Не го бива тоа, не бива преживување од еден човек. Не бива дури ни од една фамилија преживување. Бидејќи сме, како вид, имаме толку многу од нашето што е адаптивност, екстернализирано горе во мозокот. Како, например, размислував за како ние мирисаме на долги дистанции. Ние немаме нос како кучето, што може да детектира, не знаме, на оној му смрдат нозете на 2 километри, ама ние имаме мозок кој што сватил како да го припитоми кучето, кое што у наше име ќе намириса дека него таму на 2 километри му смрдат нозете и тој е тој конкретниот што го украде лебот и држ го крадецот. Добро, ама мојата поента е дека во еден момент индивидуалниот човек преживува. Значи пред многу време, значи индивидуалниот човек преживува. И се ова животот во група, животот во племе, општество, држава, тоа е еволуирано. Ние сега живееме во група. Значи ние сме не можеш да живееш сам, се слагам. Апсолутно. Не можеш да живееш сам. Ама си еволуирал до таа точка. Ние сме до тој степен. Јас и ти конкретно. Ти што работеше програмер, јас сум правник. Ние сме до тој степен специализирани, што нас пушти не удивина ќе умреме првиот ден. Добро, значи, до тој степен сме специализирани. За тоа се слага. Значи не. Значи тоа не го сваќај како навреда. Ние сме стварно еден дел од општество. Јас не мора да мислам на тоа како растат шаргарепите за да се прехранам. Мене ми е одредено. Гледаш продавници и куфаш, така. Да. Разбирам. Не мора ни да мислам на тоа како некој ги донел шаргарепите од таму во градот за ја да ги купам. Океј. Значи сега да не теоретизираме, сега за не теоретизирам, најпрактична работа. Ај вака сам. Мислам дека друга работа е таа група е сега. За да има смисла таа група, мора да биде генетски блиска една со друго. Пошто зошто јас тука е поентата. Зошто јас да му помогнам на комшијата мој? Јас на комшијата мој ќе му помогнам пошто сум добар човек, нели? Ама во еволуциона смисла нема смисла да му помогнеш на тугинец. Што е целта на животот? Да се размножиме ние. Че да ги перпетуираме нашите гени. Ја ќе направам деца. Ќе направам 10 деца ако треба. Ама што ако се размножам, тоест моите гени се реплицираат индиректно. Индиректна репликација на гени значи да помогнеш на луѓе кои што имаат копии од истиот твој ген, значи примерок од истиот твој ген во себе. Значи јас перпетуацијата на моите гени не ја ефектуирам само преку директно размножување, туку и преку помагање на брат ми мој со кој што делам известен процент ген, 50, значи како беше 100% со идентичен близнак, 50% со брат сестра, 25% со први братучеди, натака. Значи, тука влагаме у еден концепт на еволуционата наука која што се вика групна селекција. Не сме више ние селектирани од еволуцијата како индивидуи, туку сме селектирани како групи. Групата преживува. Дури, рецимо, која е еволуционата логика зад тоа, јас имам, ќе се подмладам, 20 години, зимам пушката у рака, идам да се борам за моето племе, ме пронижува куршум, и не ствараш паѓам, пишува Ацо Шопов песма за мене, 3 дена на раце ме носат, ама ја потомство не сум створил. Која е еволуционата логика? Логиката е тоа е еволуција на групата. Ти тоа го правиш за еволуција на групата фактички. Или не за фаќање пушка, за одржување на групата го правиш тоа. За преживување, за опстан. Се слагаме со сето тоа. Значи, она му каже не се слага. За да не се изгуби поентата на групното живење. Групата мора да е со извесен степен на генетска блискост. Мислам дека тука ќе ти давам една паралела. Тука е кај што не се слага. Ќе ги спомнам евреите.
правени се генетски истражувања според кои што секој еден евреин на планетава е генетски еквивалент на трет братучет со секој друг евреин на планетата. Што е, мене ми е фрапантно. Колку се? 18 милиони, отприлика. 18 милиони луѓе. И она се разнолик народ се евреите. Имаш луѓе, еве, Џорџ Сорос е евреин, белја како снег. На Трамп зетот, Джеред Кушнер, он е малце потемен. Имаш евреи што се нашите туку у Македонија, они се генетски малце више шпанци, медитеранци, сефарди се викат тие. Имаш евреи кои што ги викат мизрахи, тие се гламњи, тие се арапи. Имаш етиопски евреи. Имаш, значи, тоа е многу ама секој од нив е генетски еквивалент на трет братучет со секој друг евреин, што значи дека 6,25% од гените им се заеднички. Добро. Значи, ако ти си евреин и помогнеш на еврејството како такво, ти помагаш на 18 милиони трети братучеди. Што значи дека ти не мора да оставиш потомство. 18 милиони трети братучеди, тоа е колку ќе му дојде, колку степени е тоа растурено. Добро, ама нема ова директна врска со државата, пошто сите евреи има врска, не живеат во една држава. Има врска. Значи има евреи што живеат на надвор од Израел. Има да. До 48 не постоеше. Израел е гарантор на еврејското постоење. Зошто цело време не знам дали е гарантор, затоа што не до пред 48 не постоеше. И некако евреите постоеа. Некако постоеа. И без гарантор за нивното постоење. И се деси Холокауст. И имаш ситуација каде што еден од главните главните тие преживува стотици години пред да се случи Холокауст. Една од главните аргументи за воспоставувањето на Израел е: слушај, нас ни треба наша земја, наша држава, која што ние ќе ја користиме како институција, како средство за преживување на нашата група. Мислам дека тоа беше главниот аргумент. Затоа што ако беше тоа главниот аргумент, тоа може тие да воспостават таа држава било каде. Главниот аргумент на воспоставување на израелска држава беше: ова парче земја е наше. И тоа е главниот проблем помеѓу израелците и палестинците, затоа што сега тие и затоа тие не може да се договорат, затоа што мислат дека тоа баш парче земја едните го сматрат за нивно, другите го сматрат за нивно. Иначе ние до сега 10 пати ќе го сменевме проблемот, ќе ги населевме израелците во не знам пустина во Јута и ги мешаш работите. Ако не беше проблемот, тоа е света земја и мора да е таму да живее. Не е прашањето зошто е таму, туку зошто постои, пошто ционизмот е феномен кој што е произлезен уште од 18 век. Е битно. Ционизмот е феномен кој што произлегува уште од 18 век, уште од еманципацијата на евреите, кој што е мислам почеток на 19 век, малце пред тоа почнува малце по малце интеграција на евреите во европското општество и тука се јавува таа идеја: дечки, ние сме народ, не имаме држава. И они сакаат да имаат, и тука почнува ционизмот. Тука почнува и македонскиот национализам, кој што кулминира со организацијата. Дечки бе, ние сме народ, не имаме држава. Така. Да. Немаме ни милет. Имало српски милет во турско. Немало ни милет македонски. Значи друго ми е поентата мене. Значи се ти државата е средства. Ќе се служам со тебе дека битно е блискоста на групата е битна. Еволутивно е битна блискоста на групата. Битна е бидејќи постои. Ама не е битно, се слагаме дека е битна. Добре. Значи мојата поента е дека значи таа блискост не мора да е генетска, не мора да е некако енкодирана во ДНК-та на човекот. Значи може да постои групна блискост, која што ќе ти предложам друг тип на групна блискост, а тоа е културолошка групна блискост. Разбираш? Значи сега вие може да не сте од генетски ист базен, да речеме, од генетски базен, туку ама културолошки сте многу блиски. И тогаш можете да формирате држава. Еве, например, сите модерни држави, кои што не се директно, да речеме, изнедрени од постојањето на некој народ, што се, да речеме, било кои држави надвор на америчкиот континент, така? Значи, сите тие сега работат и функционираат со таа групна еволутивна предност, со тоа што тие се, иако не се генетски слични, културолошки слични се. Значи сега имаме ние таму различни култури сега што се дешаваат таму, така, и во историјата што се дешавале, и сега ние гледаме дека таму има некој надпревар, културолошки надпревари, не знам, проблеми културолошки имат, ама во суштина таквите држави
кои што не се формирани врз матичен народ, значи тие функционираат врз културолошка блискост на луѓето и мојата поента е дека тоа исто толку вредна и за во еволутивна смисла не може да се направи разлика меѓу таква блискост и генетска блискост и изгора на се да се зборува за генетска блискост во 21 век, кога имаме ние веќе 100 години на апсолутна глобална мобилност на населението и сега имаме ситуација кај што ти во принцип можеш било како да се осеќаш, твојата реална генетска вистина може да биде комплетно спротивна на она што ти се чувствуваш во смисла културолошки. Ме разбираш? И стално го користам тој примерот дека што знам имаш некое дете што било посвоено, не му се познати биолошките родители, разбираш? Пораснало, не знам, во Македонија со двајца македонски родители, не знае ништо друго освен Македонија. Нема начин никако сега ти освен со некаква генетска анализа да видиш од кај е овај човек, мислам, реално генетски како е дојден. Значи, како можеш ти да речеш ова е а детето има апсолутно културолошки македонски идентитет. Се познае. Така. Значи, како ќе можеш да речеш ти ова дете е поќе македонец, а овој дете е помалце македонец? Се познава. Како? Има македонски сурат. Објасни. Има македонски сурат. Македонски сурат. Еве, јас сум македонец и ти си македонец. Суратите истини се? Не. Ме разбираш? Значи, ама има вака, има просек на јас и ти сме две еве реци ги. Добро, ти не си. Ние сме по потекло од две краешници на Македонија. Мојот не е типичен македонски сурат. Твојот е повише сличен на типичниот македонски сурат. Нели имаме израз кој ќе ми се свиѓа многу сцената од Кум Кец кога зборуваат за девојката што ќе ја земе Мајкл за невеста кога е на Сицилија. Она е девојка поише грчка него италијанка. Зошто токму таму? Зошто токму во Сицилија, што е единиот регион во Италија каде што имаш значителна грчка генетика. Кај што не се италски племиња претежната генетска сила, туку е мешано од италски племиња, грчки гени и малце и од арапите и од семитите. Ете ти таму пример дека имаш во групата различни генеалошки речи го единки, ама тие работат како функционираат како Италија. Италија државата. А знаеш ли како е створена италијанската држава? Со војна. Абе не е битно, сите држави се некако така створени. Мојата поента е како и да се створени државите. Не со било каква војна. Кога ќе почнат да функционираат. Ги спомна државите на америчкиот континент. Ко прво таму има генетско јадро. Тие држави стварно имаат историски ги спомна државите на америчкиот континент. Тие се држави кои што имаат генетско јадро, етничко дефинирано јадро, околу кое што се имаат налепувано дошљаци. Америка, ама не битно, се налепиле дошљаци, тоа е поента. Се налепиле, да. Да. Се налепиле во доцната. Еве и прашање колку имале тие некакво чисто генетско јадро. Имало. Апсолутно. Значи ние таа миграција е направена пред 200 години кога што и јас би аргументирал дека и пред 200 години е бесмислено да се бара генетски чиста популација. Не збориме за генетски, значи кога ќе речеш генетски, што значи генетски чиста?